Почитувани слушатели, добар ден. Јас сум Стефани Денковска, вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Еси и денес со мене е Татјана Ристова Димова, која што ќе биде мој гостин на емисијата Светло око. Таа е почитуван и познат психолог, кој што ќе не доближи малку повеќе до низината сфера и до низината најблиска страна и тоа како всушност на психолошки начин влијае целата таа состојба на лицата кои што се соочуваат со било каков хендикеп, а особено ќе се осврнеме на лицата кои што имаат проблем со видот, односно се слепи. Ви благодарам, Татјана, што сте денеска мој гостин. Ми представува особена чест што денеска ќе продискутираме за повеќе теми и ќе го слушнеме вашето професионално мислење на оваа тема. Добар ден на слушателите на ЕСИ. Јас ќе кажам, Стефани, дека честа е моја за ова присуство во денешната ваша емисија. Верувам дека се она што можеме да коментираме и дискутираме на оваа тема, не можеме да го кажеме во некој одреден временски период од колку ќе трае емисијата, но би било доволно, според мене, да можеме да отвориме многу теми кои што се интересни од оваа област и да ги мотивираме нашите слушатели со што повеќе прашања за некоја од наредните теми кои што би ги закажале во некој нареден период. Тоа би било супер, супер идеја доколку некогаш во блиска иднина ја реализираме, да ни бидете повторно гостин, но тогаш да имаме и вклучување во живо, каде што всушност самите слушатели ќе поставуваат своји интересни прашања. Би ми било мило и драго да тоа го реализираме на таков интерактивен начин со слушателите. Ова ќе разговараме со Радио Еси и ви можеме Да. Кажете ми како вашето искуство како психолог го обликува вашето разбирање за уникатните психолошки потреби и предизвици со кои што се соочуваат лицата со хендикеп, односно лицата кои што се слепи? Па вака, јас можам да зборувам од моето 33 годишно искуство како психолог, а веќе некаде околу 30 на години како психотерапевт и да речам во дел веќе на некои мои посебни области кои што ме интересираат и за кои што верувам дека во скоро време ќе објавам и мојата книга Речи избогум на тагата, во кој што ќе има дел посветен и за овие лица. Не го дефинира толку мојот однос кон овие лица, затоа што јас имам недискриминирачки однос кон луѓето воопшто, кон личностите, кон човештвото. Тие се исто така дел од нас, тоа се луѓе кои што имаат една своја специфика, која што ги прави посебни на еден свој начин, но не би можела да кажам дека сите можности и сите отворености кои што ги имаат системите во понудата на она што се нуди на овие лица е во целост еднакво кон сите. Особено кон лицата со слабовидност и слепите лица. Тоа е една посебна категорија. Јас имав можност, додека беа на светското првенство учесници на шах кој се одржа во Охрид кај нас и бевме домаќини, односно Сојузот беше домаќин. Овака, јас верувам дека сите знаат дека повеќето од овие лица се членови, некаде повеќе од 2500 на Националниот сојуз на слабовидни и слепи лица. Еве да ги поздравам и целото нивно раководство, одамна не сме се виделе, меѓутоа се слушаме и сме во континуирана комуникација. Додека бев директор на Заводот за социјални дејности, бевме многу и физички блиску со канцелариите и можевме многу така да дискутираме за време на паузите и во неформалните делови, меѓутоа и во формалните состаноци како дел од Националното координативно тело. Јас тука би сакала посебно да апелирам до сите слушатели, односно да подсетам дека она што
На овие луѓе им е специфика во видот. Како дел од нивната посебност, не треба да ги прави невидливи за сите нас. Затоа што доколку дозволиме да видиме одреден проблем, ние имаме можност да го дефинираме и јасно да ги определиме нашите цели и да ги определиме нашите активности за да дојдеме до некакво решение на тој проблем. Слабовидните и слепите лица го доживуваат светот исто како што го доживуваат и сите останати луѓе и ние, но сензибилитетот не, туку приемчивоста не е кај нив толку директна, да речам, само со сетилото за вид, но затоа пак сите други сетила го прават се она што значи сензитивност на доживувањето на светот и поимањето на светот во нивните личности. И тука всушност лежи таа замка, а како го знаеме тоа? Ми беше мене многу интересно нивното играње на шах, нивното вложување, тоа ми беше едноставно проширување на моето работно искуство во однос на нивната мотивација, колку они беа исполнети со тоа да постигнат успех и навистина го постигнаа, и колку се предадени на сето тоа со сите нивни сетила. И тоа е нивното доживување на шаховската табла. Нашето доживување со различен начин на гледање е само различен во тоа сетило. А доживувањето, движењето на шаховските фигури, еве како дел од тоа, е тотално исто, нели, во однос на она што значи како јас ова го знам. Ако едно дете кое што нема никаков проблем го прашате како тоа го знае, тоа ќе ви го објасни начинот како тоа го научило, како ја научило таа игра. Ако прашате друго дете кое што има проблем во однос на дали е тоа лице со слабовидност или пак е слепо лице, тоа ќе го каже сопствениот начин како го научило. Значи, различно е само тоа како тоа го знаеме. А доживувањето на светот, културолошките пораки кои што они ги добиваат, мислам дека тука малку треба повеќе да говориме и во однос на отварањето на јавната свест и во нивната настојчивост да бидат видени со сите нивни потреби, не проблеми, потреби, зашто по сите конвенции за лицата со инвалидност, мислам дека се уште не е променето во законот дефинирањето, или со специфики, или како сакате кажете, повеќе треба да се отвориме кон она што е препрека за тие да бидат поактивни, да ги мотивираме на одреден начин, за да бидат толку големи партиципиенти, колку што е голема нивната капацитетност во областите во кои што имаат познавања, во кои што имаат вештини, а да ги развиваме сите оние потенцијали каде што во однос, зависно од развојната фаза на личноста, треба да се делува и треба да се поддржува кон постигнување на повисоки цели, секогаш со предизвиците, поставување на нови цели, и на тој начин ми се чини дека и нивниот придонес кон општото добро, кон општеството, ќе биде поинклузивно и ќе биде на оној начин на кој што во моментот, во писмени документи да, декларативно да, сите сакаат да кажат дека нешто се прави за тие луѓе, меѓутоа на вистина во пракса да тоа го доведиме да они бидат консументи на навистина еднакви можности кои што си ги нуди системот. Почнувајќи од предшколска возраст, од здравствениот дел, каде што може и со што може да се помогне, во зависност од тоа како настанала таа специфика, понатаму во развојната фаза на школскиот период, нудењето на повеќе можности во поголеми изборни можности, да кажам за нив, а не само во
една или две области кои што строго се специфицираат и тука го продолжуваат своето образование. Затоа што она што значи когнитивно не значи она што е проблем со видот. Тоа не е на равенство, не е на знак еднакво. И тоа не треба да биде пречка да бидат они инклузирани со сите своји вештини, знаења и да ги развиваат понатаму. Моето дефинирање и моето гледање како психолог, како психотерапевт и како човек кој што работи на личен раст и развој и за себе и со одредени клиенти, е всушност тоа ние учиме додека сме живи и старееме од кога се раѓаме, од денот на раѓање. И тука некаде во тој диапазон треба да го наоѓаме нашиот баланс, за да може да го дадеме нашиот максимум од се она што значи наша специфика, наша посебност, наша капацитетност, наши афинитети и во сето тоа да ја имаме поддршката на се она што значи развојно. И секој процес со овие лица и секоја работа, ние таму во главно, они го работеа тренингот во однос на играта, односно на шаховското такмичење, во однос на усвојувањето на одредени потези со нивниот тренер. Тука беше секако и председателот како дел од тимот кој што се надпреваруваше на Националниот сојуз. Но јас не работев во тој дел. Јас работев со нив на нивната сигурност, на нивната мотивација, затоа што сите знаеме дека пред надпревар ја имаме таа антиципаторна анксиозност или позитивна трема која што не тера со нешто, со цело наше внатрешно битие да се внесиме за да постигнеме што подобар успех, а тоа понекогаш значи и одредени блокади. И ние работевме токму на тој дел таму покрај Охридското езеро, во тој прекрасен амбиент, шетавме, ослободувавме дел од нашата тензија, да речам, која што беше непосредно пред одредени надпревари и после тоа работевме во работа со група на развој и совладување на техниките кои што можат да обезбедат во дел релаксација, во дел автоген тренинг, во дел себе презентирање и тоа е дел од еден така наречен тренинг кој што се занимава со стрес менеджментот или растоварувањето за да може личноста да го постигне својот максимум во одредена област. Така тоа се моите искуства во однос на тој дел, но секако дека сме работеле и сме разговарале и сме пишувале делот прирачници наменети, посебно не само за слабовидните и слепи лица, туку за сите луѓе кои што во одреден дел од животот се соочуваат со даден проблем кој што понекогаш прави да тие не се на тоа ниво на функционалност на кое што би сакале да бидат, или ако се работи за некаков стекнат проблем, значи стекнале некој проблем кој што не им дозволува својата функционалност да ја реализираат до максимум. И тогаш е многу важно да се добре есенцијата на таа личност, да се добре суштината што тоа значи за мене. Што можам јас со здравиот капацитет да работам? Што можам да направам за ова да не ме ограничува во се она што знам? Дали ми е потребна помош, дали ми е потребна поддршка? Кој дел од помагала ми се потребни за да се вклучам во се она што значи за мене себе реализација, самоактуализација и значи доживување на еден позитивен контекст за себе. Еве вака најшироко, најопфатно да кажам како јас тоа го подразбирам. Меѓутоа не гледам дека во било кој документ кој што е ратификуван и во нашата држава или во било која декларација или во сегашните преговори се води некоја политика од аспект на дискриминативност, но повторно ќе кажам, не треба да биде тоа само декларативно. Туку треба да се обезбедуваат услови кои што пишаниот збор
соактивна партиципација на овие лица, ќе му дадат душа, ќе му дадат значење активно и ќе му возможат поголема вклученост, односно поголема видливост и разбирање од страна на сите други партиципиенти во едно општество, а тоа е нашето заедничко, нели, нашиот заеднички култ кој што го градиме едни меѓу други и кој што не треба во никој случај и по ниеден основ да подразбира дискриминација. На тој начин ми се чини инклузивноста ќе се доближи и до идните генерации и се она што е различно нема да биде ниту стигматизирано, ниту етикетирано разбрано, туку ќе биде во непосредна размена, прифатено како една нормална разлика која што може да се јави во секој временски период од животот и кај секој од нас. Господја Тања, искрено да ви кажам, прекрасно е чувството да бидете мој гостин, затоа што е навистина убаво да ве слушам јас, а верувам дека и секој од нашите слушатели ќе го сподели моето мислење. Ви благодарам. Дека имате, нели, огромно професионално... Ова е сега мој мотив. И мој предизбор. На интервјуто ќе го задржите ова интензитет и ќе ја задржите ова енергија која што имате на почеток на интервјуто, за да го искажете вашиот дел, вашето професионално мислење за сите оние работи со кои што сте се соочиле во вашата огромна 30 годишна кариера, како што веќе напоменавте. Кажете ми за ова 30 годишна кариера која што имате зад себе и животно и професионално искуство. Дали можете да ни наброите некои од најзначајните психолошки бариери со кои што слепите поединци се соочиле во нивниот секојдневен живот? Дали можеби сте имале некој таков клиент кај вас, кој што, например, се пожалил за тоа ништо се поминува низ неговото секојдневие? И на кој начин, всушност, некоја од тие бариери кои што ги имал низ текот на животот, борејќи се прво со тој момент, нели, дека вие сте малку различни од другите, дека вие на друг начин го гледате светот, и дека вие некогаш не можете сами да извршите некоја обврска, дека некогаш ви треба помош, тој некој момент на немоќ. Како, например, тие лица со слепило или слабовидност да се справат со тој момент, да се победат себе си и болеста која што ја имаат и која што, нели, со која што треба да живеат целиот свој живот. Како нив да им биде полесен животот кој што им следува? Отвараме една многу широка тема, која што никого од нас не иззема. Тоа што за тоа лице некогаш било проблем, може би за некое друго лице кое што немало никаков физички и функционален проблем, била некоја претходно преживеана траума и го блокирала и едноставно му треба да се соочи со сите тие стресни дразби кои што го довеле до одредената траума. Или слабовидното и слепо лице, како што кажувате, да се надмине во се она што му значи стигматизирање или ограничување. И тоа не е лесен процес. Јас првен ќе подсетам дека тоа е процес. И тој не подразбира една сеанса, тој не подразбира едно разгледување на работење на себе. Може да е само показно еднаш. Тука секако, уште на почеток ќе споменам дека многу е потребно семејството, ако е тоа лице кое што живее во сопствено семејство, или понекогаш сум имала соработка со лица кои што биле во други згрижувачки семејства, сместени не во сопственото. И знаете како, всушност тука е тежината, баш така како што кажавте, како да се победат себе си, тука соочувањето со себе. Што всушност јас сакам од себе? Дали е тоа возможно? Возможно е, ако е, нели, тоа некоја нормална идеја која што треба да се реализира. Сега, ми треба помош. Па добро, кои се активностите кои што јас треба да ги превземам
и со одредена помош да стигнам до мојата цел. Ние во животот, кога се соочуваме со различни предизвици, со различни тегобни моменти, секогаш, како и да очекуваме помош, без разлика дали имаме проблем со вид, со слух, со телесен некаков проблем, значи без оглед на се она што во делот на функционалноста на физиолошкото и физичкото може би ни го ограничува капацитетот. На сите нас во одредени тешки моменти ни е потребна поддршка. Ајде да се подсетиме, еве, најблиску она што мене ми доаѓа овака во главата е времето кое што го поминувавме додека беше ковид. Изолираноста, сите оние дразби кои што ги добивавме не преку гледање само, туку и преку слушање. Колку болни, како болни, има лек, нема лек, дилемите со што се соочува светот, сите не направи едноставно не само повлечени, туку во целиот тој стрес да меѓусебно си ја даваме таа помош и поддршка, дури и не секогаш на свесно ниво. Соочувањето со самите себе. Не, ние сите сме во континуитет, не само, не некако не, туку не е доволно, кај нив ми се чини дека треба повеќе да се одвои мојот проблем и соочувањето на мојот проблем со мене и која сум јас без тој проблем. Затоа што сите овие лица имаат своја личност. И нивната личност не е равенство со нивната немок да нешто видат или не разликуваат бои, или зависно од степенот, нели, и видот на она што го имаат како специфика во слабовидноста, или пак ако се работи за слепо лице, тоа не е равенство, тоа е еден дел од нив. Ако јас не можам да видам со очите, јас можам да слушнам, можам да опипам, можам да кажам, можам да чувствувам. Сега, подготвувајќи се за овој разговор, баш видов една објава за еден од универзитетите, мислам дека е Хопкинс во Америка, што кажува истражувањето на 20 лица кои што немаат никаков проблем со видот и 20 слепи лица и слабовидни, мислам дека има вклучено, во однос на групирање на животни со кои што не се соочуваме, не сме ги виделе, немаме искуства секојдневни никако да се тоа домашни животни или љубимци, значи за друга категорија. Значи повеќе се работи за диви животни, за тој тип на животни кои што не ни дават искуствен момент во перцептивното поле на нашиот мозок. Психологот, мислам дека беше Марина, и невролог, не ме држите за збор да не кажам дезинформација, меѓутоа нешто е такво, мислам дека се работи за невропсихолог субспецијалист, докажува дека луѓето кои што се слепи и со поголем степен на слабовидност имаат многу подобар контакт и врз основа на заклучоци ги подредуваат во редот животните. Иако немаат искуствено никаков во видното поле никаква сензација, никакво искуство, никаква слика, додека во однос на редот во другиот дел без заклучоци, туку со видување и искуство животно во таа област, имаат лицата кои што си се без никаков проблем, нели, во однос на делот на гледањето. Тоа значи дека вербалните пораки и како се значени кај овие луѓе, текстурата, заклучокот врз основа на она што
што може моторично, што може мануелно да се опипа, да се заклучи за што се работи. Они во ниту еден момент немале дилема да кажат дека слонот е најголемо во тој ред животно, иако не го виделе. Или да кажат дека ајкулата е најслична со понудените животни таму со делфинот. Не по тоа на кој сега делфинот буди едни позитивни емоции, ајкулата буди сосема друго, понекога почесто нели стравувања, меѓутоа по она што они го опипуваат, по она што значи за нив конфигурација која што ги допира сите други сетила, заклучокот е многу логичен и ги става во редот на нештата како заклучок, како да тие веќе го доживеале насредба, како исто оние луѓе кои што го имале тоа и во непосредно искуство со вид доживеано на свој начин. Значи, сите сме специфични. Сите имаме свој начин на доживување. Една дразба, секој човек е доживува различно и тука треба да ми се чини работи на растоварување на целата таа стигматизација која што они ја носат и низ пораките, и од семејствата, поддршката да се искористи во отварањето кон другите, во сензибилизацијата поголема на јавното мислење, на јавната свест, дека тоа се исто личности како нас кои што функционираат само без тој дел кој што за нас значи вид и толку. И мислам дека тука треба да се поработи во равенството, значи ниедна единка не е еднаква на одредено заболување, проблем, болест, состојба или нефункционирање на било кој дел од неговото тело. Благодарам, Тања, на исцрпниот одговор. Кажете ми, дали во текот на вашата кариера сте се соочиле со еден клиент кој што од раѓање има проблем, односно е слабовиден или има целосно слепило, и од друга страна клиент кој што во текот на животот го загубил видот. Дали може би сте имале некогаш една таква компарација да ни направите, дали некогаш сте се соочиле со два различни вида на проблеми кои што нели на крајот сепак завршуваат на исто дереđe. Кажете ми, дали има разлика од тоа како го доживуваат животот, едните кои што целиот свој живот биле слепи и другите кои што го виделе животот и сега одеднаш треба тој дел, нели, тој момент од... Па и во самата група, во самата група од членовите кои што беа дел од нашата соработка, тогаш малку по неколку дневна, поинтензивна, имаше баш таква разлика помеѓу присутните. Меѓутоа, она што е различно е помеѓу нив е само разликата на доживувањето на моментот, кога едниот, кога другиот го доживеал тоа, на каков начин, ама тоа не се должат разликите само на тој момент. Затоа што кога ние чувствуваме, кога ние ја ствараме сликата за себе, кога ние работиме една водена фантазија на слика за себе или некоја проекција на иднина, кога ги затвориме очите, ние се она што е внатрешно наше, цело наше битие е свртено кон тоа фокусирано и тоа е нашето доживување на тој дел од нас. Моментот, дали сме виделе или тогаш они знаат да прават разлика помеѓу едното и другото, затоа што претходно немале, па се здобиле со одреден проблем. Дали е тоа, нели, во однос на видот, или е телесен инвалидитет, или е... И тука е пречката, прифаќањето на мојот понатамошен блок на тој дел што веќе не можам да го правам. А луѓето кои што се така родени, тие не знаат за друг свет. Тие се така родени и нивното доживување на светот на свој субјективен начин и сите различно, ако се со ист проблем. Они имаат секој сопствено различно доживување. Они немаат доживување на друг начин.
Затоа што од кога се родиле, така се доживуваат. Сега, затоа пред малку спомнав, ама со идеја дека што повеќе да кажам, понекогаш да не мислам дека се враќам и ги завршувам мислите, еве сега да се вратам на тоа. Пораките од семејството мора секогаш да бидат исполнети со поддршка во смисла на подготовка, на зајакнување на се она што значи, себе прифаќање со се она што е специфика на мене. И подготвеност на личноста, ако е тоа нели дете на помала возраст, дека ќе слуша разни мислења, но е добро да може да ги споделува за да не го стигматизираат тоа лице. Вие ако видите луѓе кои што живееле зашто ние нашето доживување на тоа нашето најмало јас. Фројд вели детето е татко на човекот со право. Ако јас сум била како дете во некое обкружување во кое што моето јас не можело да биде видено, било осудувано, во некое такво обкружување ако сум живеела, нормално е да бидам стигматизирана до степен и на возраст кога јас со мојата свесност ќе можам сето тоа да го надминам. Дали со работа на себе, дали со некакви себе доживувања, поставување на цели, зависно нели од развојот. Сега многу е значајно тоа нивно јас во какви околности и во кој степен било прифаќано. Замислете во едно семејство колку е различно, еве ќе ви направам компарација од директна работа со дете кое што беше слепо, така родено, кое што беше сместено во згрижувачко семејство, кое што беше еден прекрасен талент за многу, имаше многу и хобија во до тогашната возраст. Јас за жал сега не знам што се случува со него. Тој е дете кое што растено во едно прекрасно згрижувачко семејство, кое што го прифаќа и кое што секогаш му вели ајде заедно ќе пробаме. Замислете дете кое што расте во некоја сосема различна средина и кај што од најдобра намера никого не осудувам, да не бидам погрешно сватена, каде што родителот сакајки најмногу да даде, му вели на детето секогаш започнува со реченицата немој да не се удриш, немој да не паднеш, немој ти не можеш, ти не сам или ти не сама, не го знаеш тоа, не можеш да го видиш. Која е таа разлика на обкружувањето? И тука никогаш не се тргнува од лоша намера. Тука се тргнува секогаш од најголемиот степен на ранливост кај еден родител и од преголема љубов, кога од презаштитнички однос, како да не се дава благослов да детето опипа само и да кога ќе стане возрасно го даде тој внатрешен максимум, поддржувајќи го тоа дете, а станувајќи веќе возрасен човек. Мислам дека разбирливо се трудам да разбирливо зборувам и мислам дека најдобро намерно ќе бидам сватена во контекст на семејствата кои што и те како се соочуваат со многу големи проблеми. Затоа што кога едно дете е така родено, колку и да не го осознало на друг начин светот, самата околина ќе направи да ги почувствува разликите. И тогаш следува оној најранлив период во семејството, зошто сум јас ваква или ваков? Што направив јас за да бидам различен или различна? Значи, разговорите во што попријатно, поприродно да се прифати тоа како атмосфера, ќе донесат и те како зајакнување на степенот на сигурност кај овие лица. И ако ми дозволите уште нешто што сум приметила, што сум забележала, овака дел од овие лица имаат малку стигматизирано карактеристично држење на телото.
веројатно заради сите тие снаоѓања во просторот кои што не им биле понудени како нас по однос на тој дел на функционирање, да можеме да одредиме каде, како, на кој начин да се приближиме, да се оддалечиме и така натаму. Сметам дека уште во вклучувањето во образовниот процес би требало да се работи на полето на тело, на полето на се она што значи за нив движење, држење, на полето на допир, и тоа се посебни техники во однос на кој што се гради една заедничка стратегија, се почнува нормално од зајакнување на селфот, на себе, па понатаму преку одредени техники на игри, на музика, значи има одредени психотерапевски техники кои што вклучуваат и музикотерапија, која што дозволува еден слободен лет, да речам, на се она што значи здраве дел од телото и доживување на сето тоа во боите на нивната глава, на нивното доживување, на нивните замисли кои што го обојуваат нивниот емотивен живот на еден свој суптилен и специфичен начин. Ние многу работевме, многу е направено, навистина, многу работевме во однос на се она што значи прирачници, во однос на обуки. Како директор на заводот имав можност со сите оние во администрација, лица кои што беа задолжени за лица кои што имаат одредени специфики да подпомогнат во сите оние остварување на нивните права, по сите лавиринти административни, но ни престои уште многу да работиме за да кажеме дека они навистина во нашиот култ и во нашето општество се еднакви пред сите можности кои што ни стојат на располагање како избор во нашиот живот. Токму така треба да настојуваме да се бориме кон тоа сите лица со било каков хендикеп да не се доживувани како лица со хендикеп, туку напротив да имаме таа равенка и да бидат еднакви со мене и со вас. И да се разликуваме нели само по квалитетот, по можеби образованието, она што можеме ние да му понудиме на светот и да го смениме светот кон подобро, а не да го гледаме оној хендикеп кој што за жал некои лица го имаат. Како човек кој што има работено интензивно со слепи лица, може ли за крај да ни кажете, да дадете совет на сите наши слушатели кои што делумно ќе бидат, дел од нив ќе бидат лица со попреченост, односно лица со оштетен вид, дел ќе бидат нивни родители можеби, нивни блиски лица, а од друга страна можеби негователи, асистенти и слично. Како еден професионалец, дали би можеле да дадете неколку совети за тоа како на дневна основа за момент да се почувствуваат еднакви со сите останати, на момент да не помислат на тој хендикеп кој што верувам дека секое слепо лице наутро се буди со таа помисла дека сепак Македонија не му пружа можности за да се чувствува еднакво како мене или како вас, за да може да оди на работа без проблем, да се качи во јавен превоз без проблем, да слушне нели каде, до каде треба да се симне и слично. Како, на кој начин всушност да го победат тој момент кога ќе станат наутро, да влијае на нивната состојба, на нивната психа, би рекла, дека се еднакви со нас и дека можат полесно да го поминат тој ден без да размислуваат за проблемот со кој што се соочуваат. Ако не е да. Затоа што верувам дека можеби некои од лицата се доволно храбри и можеби се доволно свесни нели за самите себе си. Можеби имаат високо мислење за себе. Тоа би било супер нели доколку кога се погледнат во огледало, доколку застанат нели на огледало, да имаат убаво мислење за себе. Но мојот став
поради тоа што познавам неколку мои блиски лица кои што се соочуваат со целосно стапило. Знам дека на моменти имаат нарушена самодоверба. Еве, каков совет вие како професионалец би им дале на тие лица кои што на моменти мислат дека целиот свет им е срушен? Јас тука морам кратко првен да се осврнам кон се она што кажавте, Стефани. Во психологијата и психотерапијата не постојат готови совети за сите луѓе универзални. Ниту една наука не е толку умна и мудра за да пронајде некоја одредена шифра со која што сите луѓе ќе бидеме исполнети и среќни. Еден совет што значи за еден добро, за друг може би ќе биде сосема со обратен ефект. Еве, например, еден човек кој што сака да напушти работа заради менување на подобро работно место, а има проблем со релациите во однос на врзаноста, на довербата, лојален е, ќе му биде многу голем терет да даде отказ за да си отиде. Еден друг човек за кој што тој отказ би значил губење на работа, никој друг во семејството нема вработено, би значило сосема друго доживување на истата дразба. Не постои универзално правило како они да бидат еднакви. Па и ние не сме сите еднакви. Ние сите сме различни. И таа разлика не прави богати. И како луѓе, и во доживување, и во споделувања, и во одењето напред. Но, треба да бидат еднакви можностите пред кои што сте наоѓаме и кои што ни ги нуди една култура, едно општество во кое што ние треба да битисуваме, да живееме, да се снаоѓаме, да ги остваруваме нашите први чекори, да ги добиваме нашите први дипломи, да ги доживуваме нашите први љубови. Сега тие разлики, ајде не како совет, еве како директна работа, како работа на себе. Затоа велам, за нив е потребно тоа и би ми било драго да ги имаме овие емисии еднаш месечно во континуитет, кога они може да работат и да разговараат активно со нас. Еве, секој човек, едно слепо лице, се будам, дишам. Првата мисла моја, се пипам, правам вежби, се доживувам, имам сензации, моето тело е живо. Прво, јас сум жива. Различна сум. Па да, денеска повторно ќе имам некој проблем. Еве, јас сум различна со мојот хроничен артритис кој што го добив посттравматски после повреда на 25 години на мојот скочен зглоб. Јас не можам да трчам маратон, ама можам да возам велосипед. Сега не можам ни тоа. Што можам? Па, од сите можности по приоритетна листа, а што сакам? Сакам да луѓето ме доживуваат дека јас немам никаков проблем и дека сум исто активна како слепо лице, се враќаме на примарниот проблем, и како дел од заедницата. Тогаш така и ќе се однесувам. Што ми е потребно мене за тоа? Инаку во однос на сигурноста, зарем сите други, зарем не постојат моменти кога нас ни се размишува самодовербата? Дали е тоа заради губиток на некој близок во семејството? Дали е тоа заради прекин на некоја релација? Дали е тоа заради иселување? Дали е тоа заради тоа што не сме си баш во склад со она што сме си го замислиле? Тука е сушност прашањето. Што ние очекуваме од себе? Очекувањата се секогаш проблем. Никој од нас не е глина за да се моделира по нечие друго очекување или посакување. Туку сите ние сме личности кои што се градиме во текот на целиот живот. И нашата слика за себе не треба да биде ниту пресилна во однос на, не знам, јас можам да го пилотирам авионот, ама јас не сум пилот, значи ќе го срушам. Треба да биде адекватна со она што сакаме
што можеме и како да го постигнеме. Да ни се многу јасни чекорите, затоа не велам дека е лесно. Тоа е тежок процес. Меѓутоа, тука поддршката од семејствата, отварањето, да не се чувствувам јас различна по тоа што ќе морам да седам зашто нема кој да ме однесе во другата соба. Туку да приспособам се за да можам да функционирам онака како што мене ми е полесно. Или, ако се работи за асистенти, малку асистенцијата и целата инклузија, сметам дека не избрзана временски, туку требаше да биде можеби малку поподготвена за сите оние лица кои што ќе се вклучат во животот на оние лица на кои што им се потребни. И сметам дека во тој дел треба да поработиме многу, не малку. Јас имав едно прекрасно искуство со неколку деца од една генерација која што завршуваше во Димитар Влахов и беа во нашиот старски дом во Сонце во Пржино, таму се наоѓа, и ние разменивме едни прекрасни искуства, они ги масираа неколку доброволци од старите лица, а старите лица, така се договоривме, а старите лица имаа размена во се она што го прават, да им кажуваат како сето тоа да го направат, која е пријатна, која е непријатна дразба за нив, кога е топло, кога е ладно за нив, затоа што тоа беше една лепеза на доживување кој што беше преубаво да се слушнат и беше преубаво да се биде дел од сето тоа, затоа што колку они меѓусебно учеа едни за други, толку јас учев од нив. Колку ние сме, нели, во една иста група луѓе сме, меѓутоа колку сме различни, колку сме специфични, колку сме посебни. И дајте да дадиме на тоа максимум во однос на мотивирањето, да они на вистина бидат видени во целост со сите нивни потреби, за да можеме нешто да им помогнеме на начин на кој што ќе им го олесни и ќе им направи квалитетот на живот да им биде на вистина подобар. Ние се изнамачивме барајки локалитет, каде сето тоа првенство како Македонија, пошто беше домакин, односно националниот сојуз, затоа што во ниеден наш хотелски објект не можевме да најдеме обележувања, пристапност, се она што ни е потребно за тоа да се одржува без никаков проблем. Но, како добрата организација, секако тука ќе ги поздравам сите членови на тој дел кои што беа учесници, со траки, со све она што ни беше на располагање како ресурси, снаодливоста нивна голема направи да сето тоа брзопотезно се донесе до еден степен, да речам, на пристојност. Зошто не би имале еден таков објект слепите лица кои што и слабовидните и нивните семејства, некои се уште нели е на возраст кога нема возраст, секогаш ни е драго да бидеме со нашето семејство, да го користат како без проблем, како дел во кој што ќе можат да одморат. Тоа се уште го немаме во Македонија. Еве она што јас од моето искуство вака сум приметила. Затоа мојот совет е јакнење на нивните капацитети, зајакнување на самодовербата врз основа да го прифатам тоа како дел од мене. Тогаш и ако сум со сетилниот дел нешто има можеби не во ред, јас сум во ред кога тоа ќе го прифатам и знам дека тоа е дел од мојата посебност, од мојата личност, која што не ми овозможува да видам, но затоа ми овозможува многу подобро кога ќе допрам да почувствувам, да едноставно ми го овозможува доживувањето на светот на мој начин. Затоа што ние сите светот го доживуваме на свој начин. Еве тоа би било мојата порака, инаку во однос на совет да бидат отворени, да бараат, сега има и преку медиумите можност, да не биде тоа ограничување во однос на
заради Брајово писмо или заради нешто во однос на образованието, и затоа велам, кога ќе бидиме и ние сите поддржувачи нивни, сите волонтери во тој дел, повидливи во системот, веројатно и побрзо ќе ги менуваме работите. И ние сами ќе се доживуваме како дел од тој систем, како активни партиципиенти, дека нешто правиме за подобрина идните генерации. Јас се надевам, господја Татјана, дека ќе бидеме сведоци на идните промени кои што ќе донесат подобар живот за лицата кои што, како што убаво ги нарековте вие, посебни индивидуи кои што имаат само еден некој момент, некој чувство не можат да го доживеат веројатно или некој сенс. Но за секој Да, дел се телат. еднакви со нас. Токму така. Јас, Сетила, Стефани, дури не сакам да се надевам, туку сакам да верувам, и тоа многу силно, да верувам дека тоа ќе биде така. Затоа што свесноста сепак ми се чини дека секој ден е се поголема за сите можности, достапноста на многу нешта, на многу медиуми, на многу промени, доколку е добра организацијата и доколку тргнеме со еден позитивен квантум во нас, кој што сите го поседуваме, дека ние тоа навистина можеме да го реализираме. се надевам искрено. Јас верувам дека ќе можеме да бидеме сведоци на сите промени кои што допрва ќе следуваат, а само сложно и со голема волја ќе можеме да ги именуваме работите и светот да стане едно подобро место за сите нас. Ви Да. благодарам господја Татјана што одвоивте дел од вашето време, што посветивте време за да бидете гости кај нас, за да го кажете својот став, својот професионален став и исто така да дадете една идеја за која што јас се надевам дека во блиска иднина ќе ја реализираме и дека ќе ја оствариме, да имаме интерактивен однос со нашите слушатели кои што всушност ќе можат да споделат некои своји случки од секојдневието. Се надевам дека ќе останете во добро здравје и дека ќе се слушаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам, ми беше навистина задоволство и чест, иако малку доловив од се она што сакав да го кажам и ги допре сите оние на кои што беше наменето, навистина ги поздравувам и им посакувам не само добро здравје, туку и активно учество во нивното добро здравје, за да може да го почувствуваат со цела отвореност на нивното битие. Ви благодарам уште еднаш, Татјана. Ова беше Татјана Ристова Димова, психолог, кој што денес се одважи и беше наш гост. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Ви посакувам добра ноќ и ве оставам на фреквенцијата на ЕСИ радио затоа што следува уште некоја интересна, забавна емисија. До слушање.